Иако останаа со кратки ракави по комисиската расправа во Републичкото собрание, членовите од Кочанскиот огранок на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ не се откажуваат од барањето да се усвои предлог законот за решавање на нивниот статус. Велат дека се незадоволни и револтирани што не добиле подршка од мнозинството во Комисијата за труд и социјална политика, а посебно од пратеничката Бети Кузмановска. На редовниот состанок што го одржале стечајците, се договориле да остварат средба во канцеларијата на пратеничката за да ги слушнат нејзините ставови зошто предложените законски решенија не го добиле потребниот број гласови. Канцеларијата е затворена, набавивме број телефонски од секретарката, се јавуваме многу пати, телефонот е исклучен. И затоа сега јавно повикуваме пратеничката Бети Кузмановска, доколку го гледа Канал 8 на локална телевизија, да ни закаже термин кога може да не прима, да разговараме што има таа против процесујалните работници Кнолошкиот вишок на општина Кочани. Членовите на УНИТ се незадоволни што нивната голгота продолжува и понатаму, заради што решиле да го послушаат повикот на нивната председателка Лиљана Ѓоргиевска. Ние денеска постапивме според тоа што ни е кажано синоќа што слушавме на таа седница. Лијана господјата кажа да ги собереме белешките, да ги пуштиме у парламентот и кој сака нека ги плаќа. Ние пари немаме, затоа што сме веќе 10 години се мааме така по улиците како гуди кучиња, кажано без пари. Сепак, кочанските стечајци велат дека до крај остануваат на своите барања во врска со предлог законот. Има надека нас, расположение има, ние ќе бидеме присутни. Кога ќе биде законот, предлог законот ставен на пленарна седница во Скопје, ние ќе бидеме присутни пред собранието. Едноставно на нас ни власта наметна, а нас не занима која е власт, дали е СДС, дали е ВМРО. Нашиот проблем треба некој да го реши. Стечајните работници се надеваат дека наскоро ќе остварат средба со пратеничката од Кочани, која е член на Собраниската комисија за труд и социјална политика, за да ги образложат ставовите по предложениот закон за решавање на нивниот статус.